Имам уште малку време. Ми станува тесно. Како да сум поголем. Кога се протегнувам, удирам во нешто. Треба да излезам. Да го запознаам светот. А зошто? Па морам ли? Тука ми е толку убаво. Си јадам, си пијам и си спијам. Ја чувствувам и љубовта. Уживам кога ме калат. И малку ми е студено без друштво, само сум, ама тоа е. Можно ли е некаде да е подобро од ова место? Можно ли е? Можно. Можно е? Можно е. Се случува, ама по-добре е во преградките на мама. Убаво ми е кога гледам фудбал со татко, кога баба прави колачи, а дедо ми раскажува за животните. Тоа е на родце? Градинката! Јас во градинка имам другачиња, кои дела многу веќе. И учителките добри се скоро како мајка. Колку е ваш живота? А освен што си играте во градинката, учите ли нешто? Се и свешто. Што учите? За другарство, за љубов, за среќа, за здравје. А научите како да бидам ума? Правевме играчки за болните деца. Драги мои другарчиња, многу ме радува тоа што сте среќни, весели, што сте научиле многу нешта во градинката. Ги израдувавте уште повеќе и болните деца со вашите играчки кои што рачно ги изработивте. Децата во болниците ви се многу благодарни. Вие, другарчињата од сите градинки во Македонија, им подаривте многу преигратки, купиште желби и за секое дете по еден том здравје. Ама да не заборавам да ви кажам дека сето тоа го осмислија и поттикнаа по втор пат во нашава земја девојките од Рингераја. Затоа нека ја раскажат тие како почна целата приказна. Приказната која што се вика Преградка на дар. Емилија Ѓуровска, координатор на проектот Преградка на дар, знае колку играчки се направија и колку градинки љубов подарија. Благодарам Жане и мили дечиња. Вака, приказната за Рингераја започна пред 2 години во Словенија, каде што нашата централна Рингераја ја организираше оваа хуманитарна и искрена акција. Имајќи во предвид дека и нашите градинки имаат голема одговорност на своите раце, а тоа е да ги спремат овие млади умови кои како сунгер впиваат се што им доаѓа, ние решивме исто така да организираме и тука во Македонија преку нашата филантропска гранка Дано филантропија. Успешноста на акцијата лани не мотивираше и оваа година повторно да ја организираме со цел да прерасне во традиција која што ќе се организира секоја година. Оваа година со нас од октомври до февруари подаруваше, изработуваше играчки и прегрмуваше болни дечиња Битолската млекарница. Основните цели на оваа акција, во која децата создаваат за децата, е да се поврзат дечињата, да се научат на хуманост, солидарност, другарство, пријателство и добри дела. Секако оваа идеја има 2 страни. Тоа е едната страна, здравите дечиња во градинките од најмала возраст да се научат на овие големи вредности, на помагање, на посветување внимание на болните дечиња, давање поддршка. Одговорноста на возрастните беше да ги насочат наваму, за да ја градиме иднината како подобро место за живење за сите. Втората страна пак беше да ги развеселиме дечињата кои што за жал се приморани да останат во болничките кревети за празничните денови, да им подариме љубов и топли желби за побрзо оздравување и враќање на безгривните денови со нивните другарчиња. А како подобро да го направиме тоа? Отпраќање поздрави од нивните мали врсници. Им подаривме играчки преигратки.
грам љубов за тон здравје. И ние се започнавме со организирање на работилници во градинките, каде што низ 15 градови од Македонија, караванот на преградка на дар се шеташе, се дружеше со вечињата од градинките, заедно со нивните родители и мили воспитувачки. Тие заедно изработуваа играчки со искрен труд, од детски рачиња, вистински подароци од срце. Внимателно ја гледавме поучната приказна за Јана. Битолското чупе донесе со себе не само подароци, туку и ведрина и радост кај најмалите. А за невините прашања и бисерчиња од страна на дечињата кон неа, ќе ни треба да отвориме посебна рубрика на Рингераја. Започна да пристигнуваат играчките, пакети секој ден, од 151 градинка. Стигнаа над 7000 играчки. Секоја посебна, секоја креативна, уникатна. Се изненадивме колку дечињата имаат фантазија и колку беа прекрасно изработени. Секоја беше прегрната од дечињата, за понатаму да ги прегрнува нивните болни другарчиња. Учествуваа околу 10.000 дечиња. Стигнаа новогодишните празници, заедно со нашите пријатели ги посетивме болниците за да пренесеме сите искрени преградки. Дечињата знаат да се радуваат со многу малку, со мали работи, а особено од оние невообичаени работи и кои што се нови за нив. Оваа година акцијата ја препозна и претседателот Георги Иванов, кој заедно со нас ја даде поддршката и лично делеше играчки преградки. Сликите се само мал дел од импресиите што можевме да ги пренесеме, од радоста на лицата на дечињата, возбудата и желбата веднаш да оздрават и да побрзаат да се вратат на доверувањето. Посетивме над 25 болници, а останатите играчки ги поделивме на оние кои што исто така има многу потребна љубов и внимание и топли поздрави. А тоа беа СОС детското село, домовите за деца без родители и останати институции. Искрено се надеваме дека оваа хуманитарна акција ќе продолжи да се одржува секоја година и дека ќе напотсеќа сите нас на големата хуманост која што се постигнува со малку труд и многу љубов. Благодарам.